Деновиве интензивно се одбива третирањето на оризовите површини со препарати за заштита од плевели. Земјоделците најчесто ги употребуваат хербицидите кои ги нуди продажната мрежа, меѓутоа има и такви кои се снаоѓаат со увоз на црно од Грција, Турција и други земји, познати како одгледувачи на оваа култура. При тоа со години наназад не стивнуваат коментарите околу ефикасноста на истите при уништувањето на плевелите. Оризопроизводителите сметаат дека некој ги манипулира продавајќи им скапи средства со намалена ефикасност. Од друга страна, земјоделските инспекцијски служби кои вршат контрола врз хербицидите, кои се на позитивната листа и во продажба, уверуваат дека средствата се според пропишаните стандарди и не отстапуваат од европските. Кочанските ориџии за оваа реколта најмногу користат Рембол и Клинчер, кои се продаваат по 3400 денари за литар, потоа Басаграм по 950 денари за литар, Базано за 900 денари за литар и Аура за 850 денари за литар. Нивната ефикасност, според стручњаците, зависи од вегетативната фаза на културата, како и од низа други предуслови поврзани со употребата. Јас им препорачувам на самите земјоделци да ги менуваат хербицидите, ако оваа година третират примерно со Рембол како препарат, следната со Клинчер, па има Аура, има и други препарати, значи кои се регистрирани за заштита. И една работа која треба да се внимава, значи е да се правилно и на време употреби хербицидот. Мислам дека најголемите грешки што ги прават скоро сите земјоделци е касното третирање. Значи плевелите треба после сеидбата негде од прилика 30 дена да се третират после сеидбата на оризот. Површинскиот систем за наводнување и несоодветната контрола на водата при пуштањето и запирањето во оризиштата се еден од суштинските проблеми, поради кои се намалува дејството на препаратите, особено од аспект на недисциплината и неорганизираноста. Оставањето на празната амбалажа по полињата е исто така мошно опасно, особено кога се транспортира или преточува во стаклени шишиња. Инаку, како последица на неконтролираната употреба на овие хемиски средства, кои се мошно отровни, во Кочанската котлина дојде до нарушување на природната рамнотежа кај флората и фауната. Жабиот свет е десеткуван, птиците се редуцирани до загрежувачки размери, а спротивно на тоа комарците се се поприсутни.